Одличен избор направивте што и ова неделно утро се наоѓате пред вашите телеекрани и со нетрпение очекувате да започне најновото издание на емисијата Урбан Блок. Останете тука. Почнува новиот Урбан Блок, а во него еве што ќе гледате. Во новиот Урбан Блок зборуваме за зимската мода оваа сезона, како правилно да комбинирате и конзумирате чаеви, и ве носиме во Будимпешта. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Доколку и вие спаѓате во онаа група на луѓе чие што утро започнува со шолја топол чај наместо кафе, тогаш во прилогот во продолжение ви откриваме како соодветно да изберете чај и кои чаеви е потребно да ги конзумирате. Чаевите се богати со многу активни лековити материи како алкалоиди, гликозиди, горчливи материи, танини. Треба внимателно да се комбинираат, а при купувањето да се предпочита да се одберат оние кои се од органско одгледување, бидејќи не се третирани со различни пестициди, хербициди, вештачки ѓубрива. Иако многу луѓе посегнуваат по шолја чај само кога ќе настинат, чајот е многу повеќе од само топол пијалок за ублажување на болки во грлото. Кај нас чајот е вообичаено име за сите видови билни пијалоци, но меѓу нив има големи разлики. Имено името чај го зедовме од англичаните, кои ритуално пијат силен чај налик на кафе. Овој чај се добива од листовите на грмушистото растение Камелија синенсис, кое се одгледува во источните земји и од кое се произведуваат 4 видови на различни фази на ферментација: бел, зелен, црн или улонг чај, кои содржат одреден процент на кофеин. Овој термин усвоен е во повеќе земји и се користи и кај нас, без разлика дали се работи за зелен чај или билни инфузии. Билните чаеви кои се најпопуларни, како камилица, нане, жалфија, липа, се всушност билни инфузии, односно лушпи или мацерати на одредени растителни делови или целото растение, кои не потекнуваат од грмушката камелија и не содржат кофеин. Чаевите се богати со многу активни лековити материи како што се алкалоиди, гликозиди, горчливи материи, танини. Секој растение има своји специфичности и лековити својства, а во некои случаи се користи само едно растение, додека за некои здравствени проблеми неколку растенија треба да се комбинираат, што ќе работи само синергистички, меѓусебно ќе комбинираат за да го дадат посакуваниот ефект. Ова е главната разлика од дејството на класичните лекови. Неколку стотици соединенија во едно растение или мешавина произведуваат фармаколошки ефект заедно. Меѓу народот постои вообичаена изрека дека секое растение по боја или форма наликува на органот на кој делува. Тоа е точно, па затоа често се користат билки кои не делуваат директно на проблемот, но за да го решиме, треба да делуваме на друг органски систем. Многу е важно да се знае дека за правилна комбинација на чаеви и паралелна употреба на чаеви со некои лекови или други фармацевски препарати, навистина е потребно подлабоко познавање на оваа тема. Најдобар пример е конзумирањето на безопасната камилица која толку ја сакаме, која доколку се комбинира со некои антикоагуланси може да предизвика внатрешно крварење. Исто така употребата на кантерион, ако го земете заедно со одредени лекови, може да биде опасно бидејќи ја забрзува елиминацијата на лекот од телото и всушност целосно ја менува функцијата на лекот. Познати се случаите на жени кои забременили иако користеле апчиња против забременување, истовремено со кантерион. Исто така во некои случаеви не треба да се комбинираат различни чаеви, бидејќи може да ги укинат ефектите еден на друг. Например, не треба да пиете заедно чај од глог, кој меѓу другото го намалува крвниот притисок, и црн чај, кој поради високата содржина на кофеин го прави токму спротивното, го зголемува крвниот притисок. Добар пример и честа грешка кај неупатените е пиењето на чај од брусница и мечкино грозје, каде што и двете билки многу добро делуваат при воспаление на мочниот меур, но не се препорачуваат да се пијат заедно бидејќи се откажуваат. Исто така, доколку сакате да го постигнете терапевскиот ефект на одредени чаеви, треба да пиете многу поголеми дози од оние наведени од производителот на декларациите. Според светските модни дизајнери, зимата е одличен период од годината за да го покажете најновото палто или новиот пар чевли. Па затоа во прилогот во продолжение ви откриваме како ќе изгледа трендот за зима 2023.
Вистина е дека дизајнерите ги поставуваат правилата во светот на модата. Тие не кажуваат кои се популарните бои и парчиња облека за одредена сезона, според кои сите оние жени кои ја следат модата создаваат свој стил и кој изгледа едноставно совршено. Оваа зима на вистина треба да бидете впечатливи. Многумина од нас сакаат да наблюдуваат како се облекуваат другите жени на улица и дали ги следат модните трендови или не, и што е моментално популарно. Што најмногу ни доаѓа како инспирација за некој наш посебен стил, кој секако одговара на нашиот карактер. Најпопуларни се палтата, карираните марами, длабоките чизми до колена, джемперите и плетените капи, кои се неизбежни додатоци. Слоевит и опуштен стил е секогаш ин, па нема да погрешите доколку се одлучите да направите нешто такво. Додека за посериозен и деловен стил треба да се погрижите. Јакните, блезерите и едноставните бои кои се во мода. Бои, сјај, текстура, слоеви. Само направете го тоа на начин за да се истакне што е можно повеќе. Фустани со светки во комбинација со хулахопки со смели нијанси. Соодветни оперски ракавици и чудни плетења владеат на модните писта за зимата 2023. А тоа е сигурен знак дека постојаниот минимализам има конкуренција. По двегодишната пауза сјајот и гламурот се враќаат со полна сила. Се појавуваат на модните писти на сите модни гиганти од високата мода до уличната мода. При изборот на вечерен фустан со светки можете малку да го ублажите ефектот со користење на непрозирни мат чорапи. Или можете да го подобрите впечатокот со гердани од бисер и металик сребрени подпетици. Ракавиците до лакти влегоа во мода минатата зима, а повторно се појавија на модните писти во Њу Јорк и Милано. Без разлика дали ги носите со мал црн фустан или ги комбинирате со работен костим, како заштита од студот. Поврзете ги со вашата горна гардероба. За целосен ефект потребен ви е и розов капут и длабоки чизми. Кога Шанел, Ботега и Клој сите одат во иста насока, тогаш знаете дека сте за тренд кој ќе потрае. На нивните писти за оваа зима доминира трикотажата, која привлекува внимание. Вакви впечатливи делови од гардеробата се одлични за комбинација со кафена или црна кожа и чизми до глушт. Минимум работи и максимална можност за комбинирање на различни комбинации. Дали е ова сонот на секоја жена? Решението е едноставно. Потребна ви е капсулна гардероба за зима 2023 година. За почеток, важно е да се разбере разликата помеѓу основната и капсулната гардероба. Задачата на второто е целосно да затвори една важна област од вашиот живот. Без разлика дали е работа, спорт, одмор, одење со дете или нешто друго. Основната гардероба со оние парчиња кои можете да ги носите во секоја пригода и се неопходни за секого. Но едноставно, никогаш не можат да ги задоволат сите потреби во еден сегмент од животот. Затоа е капсулата. Стилистите преминуваат од љубов кон омраза кога станува збор за пувкастите парчиња. Без разлика дали ни се допаѓа овој тренд или не, нема сомнеш дека пуферјакните ќе бидат хит оваа зима. Носете ги со волнени панталони и штикли на платформа за комплетен изглед. Антилопот се враќа оваа сезона, изразен преку чанти, чизми и секако палта. Изберете кошула, сако или блуза и комбинирајте со пласиран миди фустан, хулахопки и вашите омилени чевли. Верувајте, нема да зажалите. Будимпешта е една од прекрасните европски метрополи кои изгледаат на вистина преубаво во овој период од годината. Па затоа во прилогот во продолжение ви откриваме зошто токму таа треба да се најде на вашата листа на патувачки дестинации. Будимпешта е главниот град на Република Унгарија и е главен економски, политички, културен, транспортен, индустријски и трговски центар на земјата. Градот се развил на двата брега на реката Дунав и е создаден со спојување на Буда, на десниот брег, и Пешта, левиот брег на најпознатата европска река. Интересен е фактот дека на својот тек низ Европа, Дунав тече низ 4 големи градови. Будимпешта е трета престолнина по ред што се развила на бреговите на Дунав, по Виена и Братислава, додека е низводно на незините брегови лоцирани во Белград. Будимпешта има развиен јавен транспортен систем, така што можете да се возите низ градот на еден од 4 метролинии, трамваи, градски автобуси и тролејбуси.
Можно е купување на еднодневен, тридневен или 7-дневен билет, како и групни билети со попуст. Будимпешта е се повеќе популарна викенд дестинација за домашните туристи. Овој фасцинантен град треба да се посети од многу причини, а се поставува прашањето дали навистина се доволни 2 до 3 дена за да се запознае овој град во целост. Главниот град на Унгарската империја и еден од двата најважни града во Австро-Унгарската монархија. Има бројни знаменитости и споменици. Еве што да видите тука и зошто да ја посетите за да организирате обиколка на главниот град на Унгарија. Будимпешта е град со бурна историја, полн со прекрасна архитектура и важни историски и културни споменици. Град на лековити извори и добро организирани бањи, паркови, шеталишта. Град кој целосно ја искористил својата извонредна позиција на двата брега на Дунав. Прв на листата е парламентот. Парламентот е изграден во неоготски стил, а неоренесансната купола придонесе за неговиот препознатлив изглед. Посебната убавина на парламентот ја дава неговата извонредна положба на левиот брег на Дунав, веднаш до реката, така што е можно да се ужива во погледот на парламентот при преминување на еден од мостовите или за време на возење со бродот на Дунав. Булеварот Андраси, познат како Авенија на културата, поради големиот број на културни знаменитости лоцирани покрај булеварот, од кој напозната е операта, е еден од најстарите булевари во овој град. Тоа води до плоштадот на Херојот, еден од главните плоштади во градот, кој заедно со булеварот е дел од светското културно наследство. Во централниот дел на плоштадот се наоѓа споменикот на милениумот со статуи од 7 племенски водачи, кои ја основале Унгарија. Има и статуи на други значајни личности од унгарската историја, а централниот дел на плоштадот го зазема Коринската колона висока 36 метри, на чиј врв се наоѓа статуата на Архангел Гаврил. Како дел од плоштадот на хероите од неговите страни се наоѓаат и два значајни музеи. Музејот на ликовните уметности и Музејот на современата уметност, а во непосредна близина е зоолошката градина и главниот градски парк. Замокот Вајда Хунџат, кој е реплика на романските замоци, е многу интересна атракција. Овој објект всушност не бил изграден во минатото, туку бил изграден од картон и штици за време на прославата на милениумот на почетокот на минатиот век. Но поради интересниот изглед на барање на жителите на Будимпешта, одлучено е замокот треба да биде целосно изграден. Бреговите на Дунав на кој е изградена Будимпешта ги поврзуваат голем број мостови, а најубав, најпознат и највреден е мостот на Синџирот Сечињи. Овој мост го представува првиот постојан премин преку Дунав во Будимпешта и беше многу важен за обединување на Буда и Пешта. Мостот е украсен со камени скулптури на лавови кои символично го штитат. Кога ќе го поминете Синџирниот мост од Пешта до Буда, жичарницата ве носи до тврдината Буда и да ги посетите кралскиот замок Буда и рибарскиот бастион. Тврдината Буда го представува стариот град, кој бил главен стратешки центар во минатото. Во текот на својата бурна историја, тврдината Буда била освојувана и ослободена 30 пати, а на јужниот крај на Ридот бил изграден кралски замок, во кој денес е сместен историскиот музеј на Будимпешта, Националната галерија на Унгарија и Националната библиотека Сечињи. Незаменлива точка во областа на унгарската престолнина е Ридот Гелерт, кој нуди извонреден панорамски поглед на градот. Буда и Пешта се гледаат како на дланка. Дунав што се протега меѓу нив и мостовите што го поврзуваат. На врвот на Ридот Гелерт се наоѓа една од најпрепознатливите статуи на Будимпешта – споменикот на слободата. Женска фигура која држи палма гранка, символ на победата. Овој споменик е подигнат во спомен на советските трупи кои загинаа за време на ослободувањето на Унгарија во 1945 година. За магично искуство на Будимпешта неизбежно е да се посети и магичниот остров, кој се наоѓа помеѓу Буда и Пешта, на Дунав и е долг 2,5 километри. Островот е најпознатото рекреативно подрачје во Будимпешта, со многу паркови, градини и туристички атракции како што се музичка фонтана и водена кула, мала јапонска градина со термално езерце, зоолошка градина и екзотични водопади. Додека посетата на Будимпешта не мора да биде исклучително културна, туку и рекреативно лековита,
Докажуваат и фактот дека Будимпешта е познат како град со голем број лековити, термални и минерални извори, со голем број добро организирани бањи. Еден од напознатите е термалната бања Сеченџи, кој е комплекс од 21 базен и денес е модерен спа и велнес центар. Многу туристи и светски патници сакаат да кажат дека Будимпешта е неисцрпна дестинација, бидејќи без разлика колку пати сте ја посетиле, секогаш можете да најдете нешто што не сте виделе, место кое не сте го посетиле или авантура во која не сте се впуштиле. Затоа ви предлагаме веднаш да ја посетите, бидејќи ќе ви треба време да ги откриете сите нејзини убавини и верувајте ни на зборот, дефинитивно повторно ќе се вратите. Иако фармацијата постојано напредува до висок степен, сепак луѓето се повеќе се залагаат за природни лекови, со кои ќе го заштитат своето тело од штетните ефекти на разните хемикалии. Ориганото е медитеранска билка која што често се користи и како зачин. Многу научни истражувања потврдија дека оваа билка има лековити својства. Но во последно време во светот на здравјето и нутриционизмот се почесто се говори за маслото од оригано. Маслото кое што се добива од оваа билка е познато како најсилен растителен антисептик. Она што е важно да се потенцира дека тука не се говори за масло од оригано кое што се добива од ливчиња од диво оригано. Значи не е она истото за кое што сите ние сме навикнати да го употребуваме како обврзан зачин, за пица или можеби за некои медитерански јадења. Дивото оригано расте на големи надморски височини и не се употребува како зачин. Маслото од диво оригано со векови е природен лек за разни здравствени проблеми. Неговите лековити својства биле познати во античко време. Познато е дека Хипократ го користел како антисептик. Ова масло е едно од најсилните природни антибиотици, но поради неговата моќност, потребно е да внимавате на количината и секогаш може да се употребува и повеќе од една доза истовремено. Маслото од диво оригано е моќен природен антибиотик, конкурент на најсилните конвенционални антибиотици. Докажано е дека неговата основна состојка има силни антивирусни, антифунгални, антибактериски и антипаразитски својства и ефикасно уништува на 30 видови на микроорганизми, бактерии, вируси и габи. Ефикасно ги спречува грипот и настинките, помага при воспаленија, намалувајќи бактерии кои предизвикуваат инфекции на дебелото црево и инфекции на уринарниот тракт, тифус, колера, чиреви и инфекции на кожата. Покрај тоа што ги уништува бактериите, маслото од оригано има силно антивирусно дејство и ефикасно штити против грип, настинки, сипаница, заушки и исипи. Маслото од оригано содржи розмаринска киселина, која е моќен антихистаминик и повеќе моќен антиоксиданс од витаминот Е. Розмаринската киселина најчесто се користи во третманот за алергии, астма, ревматоиден артритис и гингвит. Самото инхалирање со ова масло помага при алергии. Маслото од оригано има моќ да повлекувањето на непсата и херпесот исто така може да се излечат, така што неколку капки ќе нанесете на инфицираното непце со чисти прсти или можете да нанесете некоја капка на четката за зъби пред да ги миете. Со редовна примена, значително ќе се подобри вашето орално здравје и хигиена. Антиоксидативните својства на маслото од диво оригано се благотворни за долготрајно сочувување на здравјето. Тие не штитат од слободната тесна поврзаност со делувањето на слободните радикали. Најважно на што треба да посветите внимание при купување на масло од диво оригано е количеството на карвакол, бидејќи токму оваа состојка зависи од тоа колку микробна ефикасност има маслото. Најдобро е да си набавите чисто етерично масло од органско потекло, без било какви додатоци. Освен овие корисни својства со конзумирање на ова волшебно масло, се подобрува и изгледот на нашата кожа и коса, бидејќи неговата употреба ги уништува сите бактерии во нашиот организам. А тоа ни овозможува совршено здравје и убав и негуван изглед, што е една од најпосакуваните цели, особено кај припадничките на понижниот пол. Грижете се за вашето здравје, бидејќи грижата за него е еднаква со грижата за вашиот живот. Тука
е крајот на денешното издание. Нашата повторна средба е точно за 7 дена кога повторно се гледаме на исто место во исто време. А дотогаш, доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Се гледаме следната недела.